Денес имаме хиперактивно вчера, состојбата е таква како што ја знаете, многу настапи, многу посета од меѓународни значајни фактори. Денес имаме чест во Куманово да престојува последочен пријател на граѓаните на Куманово и представник на UNDP, господинка Луиза Винтон, бидејќи која ако не Обединените нации во овакви тешки време. Згоре на тоа, ние сме членка на градови носители на порака на мир, не случајно го ставаме тоа знак, че таму на нашиот амблем, под аспект што тоа е на некој начин организација која е формирана под покровителство на определени сектори во Обединените нации и тесно се работува со Обединените нации. И денеска ја објасни нашата улога, имаме исто така декларација на градови носители на порака на мир во однос што ќе се достави до генералниот секретар на Обединените нации известен за оваа работа, така да малку повеќе од тоа што смета луѓето посериозно е поставена рамката црвената линија за состојбите во Куманово. Имам шанса во еден ми даде шанса на амбасадорот на еден начин подолг временски период ми даде можност да и го експлорирам целиот случај, целата состојба во Куманово, почнувајќи од безбедностите, политичките состојби, санацијата, нашите преземени мерки во однос на хуманитарната катастрофа, однос на тоа што правиме, што ќе правиме на кратки рочни, на среднорочни план, градење на доверба на долгорочни планови и онаа што го правиме, и добив силно уверување од амбасадорот дека му даде прилика и голема подршка баш во тие насоки, во однос на тоа што главниот елемент и градење на таа доверба, етничка доверба, која е на некој начин разлишена, после само 24 сата, град со најдобри позиции во етничкиот живот, граѓански град, признан мирна заедница за добра соживот и толеранција и разбирање, такви вредности кои се вредности на Европа, биде нацелната точка во Европа, односно нацелната точка после транзициите војни во Стара Југославија. И затоа ќе направиме се тие работи да не се повторат и да се вратиме на патот кој го одевме 2,5 декади од опозиција. Видиме неколку проекти кои ќе ги правиме во насока на млади возрасти, тоа стандардно, пошто нивната перцепција е дека многу стари изнемоштени. Пред се лица со последни потреби, слепи лица, биле жртви и останати напред во такви кризни жалишта. Во таква позиција ги правиме некои проекти во насока на лица за подршка на лица такви, издружени организации и подигање на нивните можности за инклузија максимална во општеството. Второто размислување за градење на довербата за меѓуетнички соживот, бидејќи проектите кои во минатото UNDP ги работеше да доволни резултати. Тоа е мултикулти и друштво со толеранција во разбирање на културолошките разлики и така натаму. И што во даден период ќе правиме проект за зајакнување, градење на доверба на етнички соживот. Или за работи се во насока на она што значи враќање и подобрување на условите за живот. Благодарам на господин Проводител за онаа што го прави за град Куманово, а не е тоа прва посета. Имаме многу следи, многу работи, сработиме. Меѓутоа, еве, ово е период кога се треба да си подадеме рака и да си помогнеме за добро време.